Добар ден на сите и добре дојдовте на дебатата со наслов каков избирачки список и пописи се потребни на Македонија. Дебатата е дел од проектот Демографијата, квалитет на живење, која се реализира во рамки на проектот на УСАИД за граѓанско општество, кој го спроведува Фондацијата Отворено општество Македонија. Иако денеска вниманието на јавноста е насочено кон собранието и дилемата дали ќе има иницијатива во последен момент да се смени одлуката за распуштање на парламентот, кој би ја поднел, во каква форма, состојбата во која се наоѓаме е тесно поврзана со прашањето за избирачкиот список, затоа денешната дебата има и аспект на дневна актуелност. Зошто не е прочистен избирачкиот список до сега, колку е тоа техничко, а колку длабоко политичко прашање, дали навистина имаше време да се прочисти избирачкиот список за да има кредибилни избори на 24 април, има ли каква е корелацијата помеѓу пописот и избирачкиот список? Ова се дел од прашањата што ќе ги отвориме денеска со учесниците во дебатата. На почетокот ќе им дадам збор на Билјана Бејкова од НВО Инфоцентарот и на Бојан Маричич од Македонскиот центар за европско образование, начелно да ги презентираат наодите, заклучоците и препораките од нивното истражување, кое што го носи и насловот на денешната дебата, каков избирачки список и пописи се потребни на Република Македонија. Билјана, повели. Благодарам, Васко. Само една мала додавка, ова истражување кое што, односно дел од заклучоците и препораките кои што ги има ова истражување е насловено каков попис и избирачки списоки се потребни на Македонија, но бидејќи во моментов главниот фокус и вниманието е кон избирачкиот список, пописот малку ќе го ставиме настрана, иако јас во почетната презентација на она што се некои заклучоци и препораки од ова истражување кое што беше спроведено кон крајот на минатата година, и во кое што учествува со своји интервјуа голем дел стручњаци, креатори на јавното мислење и политичари, и исто така базирано на деска анализа. Овој документ го подготвија Бојан Маричич, Љупчо Петковски, јас и учествуваше исто така во подготовката Христена Антовска Јованчева. Она што нас не интересираше во ова истражување е да ги малку и да истражиме што се случува со моделите на спроведување на пописи, бидејќи знаете во Македонија горливо прашање е пописот, не во овој момент, но веќе во моментот кога ќе имаме, се надевам, во еден момент фер, демократски избори, дека веднаш после тоа покрај многуте други прашања, едно од најгорливите прашања ќе биде токму прашањето на спроведување на пописот, градење на политички консензус и волја за спроведување кредибилен, реален и сеопфатен попис на населението во Македонија. Ова го истакнувам особено заради тоа што сите наши соговорници и оние кои што учествуваа во истражувањето беа неподелени во мислењето дека многу ќе беше подобро и поедноставно да се прочисти избирачкиот список доколку имавме попис на населението во Република Македонија. Не дека се тие нужно и исклучиво поврзани помеѓу себе, но навистина ќе представуваше кредибилниот попис на населението една добра основа за создавање не само прочистување, туку и за создавање на нов избирачки список, но ситуацијата е таква каква што е. Очигледно е дека попис нема да имаме, но мора да назначиме дека во моментот кога ќе имаме нова влада, тогаш ќе мора со ова прашање што поскоро да се соочи, бидејќи Македонија е една од ретките, ако не е единствена држава во светот во која што не е спроведен попис на населението. Исто така во ова истражување кога станува збор за пописот, се задржавме на оние предлози на поранешниот премиер Никола Груевски дека во Македонија може многу лесно и едноставно да се спроведе со некаков софтвер електронски попис комбиниран со некакво теренско истражување. Значи од она што покажува нашето истражување, таков попис, а и она што е актуелната состојба со базите на податоци кои што постојат во моментот во институциите, државните институции во Република Македонија, недвосмислено покажува дека таков попис е далеку од реалноста во Македонија. Значи ние треба да почнеме со подготовка, но се уште сме далеку од тоа да можеме да имаме електронски попис, бидејќи ќе мора прво да се
позанимаваме со создавањето на регистрите или централен регистар на граѓани, па дури потоа во суштина да се тестира тој модел, да се направи теренски попис, па дури потоа во некоја фаза како што тоа се случува во некои од скандинавските држави, како што на пример Норвешка, да можеме да имаме попис кој што ќе се базира главно на бази на податоци на регистри и слично. Така што во овој момент јас околу пописот не би должела повеќе, бидејќи на сите нас вниманието ни е најмногу насочено кон избирачкиот список, така што Бојан ќе ги представи делот од заклучоците и препораките од ова истражување посветени на избирачкиот список. Благодарам, Васко, благодарам, Билјана. Јас ќе се задржам само на оние заклучоци кои што важат за избирачкиот список, за тој дел, бидејќи да не бидеме многу обширни, да не ја дефокусираме дебатата. Поважно е сега тој дел да го издискутираме, па потоа во некои подобри моменти, порелаксирани во политичка смисла, ќе имаме шанси да проговориме и за поврзаноста и за битноста на пописот, инаку се согласувам со она што го кажа Билјана околу клучната важност на пописот, на која што укажувавме веќе долго време. Теренскиот дел од истражувањето, само би напоменал на почетокот, е правен во периодот јуни-септември 2015 година, а анализата е правена од периодот октомври-ноември 2015 година. Чисто за да имате предвид во кој контекст е правено истражувањето и кога се правени интервјуата, затоа што контекстот е различен од оној што е денес, бидејќи има сега многу поконкретни податоци и веќе има некакво искуство од работата на новата државна изборна комисија по усвојувањето на изборниот законник во ноември. Иако контекстот е различен, заклучоците и препораките се валидни и за денеска. Најпрво, експертите и политичарите сметаат дека најдобриот модел за прочистување на избирачкиот список е задолжителното активно регистрирање на секој граѓанин, како и целосното теренско ажурирање на избирачкиот список. Значи, тоа е во една идеална ситуација. За жал се утврди дека за ова ниту има време, ниту ресурси сега да се направи до предвремените парламентарни избори, кои беа закажани за крајот на април, но очигледно нема да се одржат тогаш. Меѓутоа, иако нема време, не би требало да се тргнат од видикот овие две методи, два концепти за прочистување на избирачкиот список, теренското ажурирање и активната регистрација, затоа што сигурно дека нема да биде идеално прочистен избирачкиот список и во целост до наредните избори. Како многу важен елемент кој го надополнува ажурирањето на избирачкиот список, испитаниците ја посочија верификацијата на идентитетот на гласачите на денот на изборите, бидејќи користењето туѓ идентитет при гласање беше честа појава на минатите изборни циклуси. Кога се вели верификација на идентитетот, тука се мисли и на фотографии, на матични броеви, адреси и така натаму. Во новиот изборен законник постои можноста, условена обврска, така да кажем, да во избирачкиот список биде дополнета фотографијата на секој од гласачите, но за тоа е потребна проценка дали е технички изводливо. Според она што го знаеме, е изводливо технички и би требало да се направи за да избирачкиот список отиде чекор напред во сигурност. Она што повеќето испитаници го потенцираат е дека избирачкиот список треба да биде инструмент во кој сите политички актери, но и граѓани ќе имаат доверба и ќе бидат сигурни дека никој не може да го злоупотребува и да врши упад во него заради свој партиски интерес. Во секој случај, потрагата по системско решение, тоа го спомнав и претходно, кое ќе функционира и подолго од 2016 година, значи на подолг рок ќе ги реши овие проблеми, останува отворена. Експертите и политичарите со кои што разговаравме сметаат дека Државната изборна комисија е централна институција која треба да биде надлежна за ажурирање и контролирање на избирачкиот список. Всушност, изворна надлежност на ДИК треба да бидат сите активности поврзани со креирање и ажурирање на избирачкиот список, како и сите активности поврзани со изборниот процес. Услов за ваква улога на ДИК истовремено е таа да биде независна институција, односно целосно ослободена од секакви политички партиски притисоци и влијанија, со неопходно зголемување и подобрување на незините човечки и технички капацитети. За крај, ќе споделиме и споредбено искуство од организацијата ГОНГ од Хрватска, со кој што имавме
исто така разговори, интервјуа во однос на подкрепа на нашите истражувања, но и правење на споредба како е тоа во Хрватска, како е кај нас. Гонг е инака организација за која што верувам повеќето од вас сте слушнале, која што веќе долги години работи на темата избори, мониторинг на изборите и успешен изборен процес. Клучните препораки за обезбедување фери демократски избори и добро ажурирање на избирачкиот список од ГОНГ беа транспарентност на увидот во избирачкиот список, лесна достапност на избирачкиот список и контрола од страна на јавноста и мешовитите комисии. И парламентарни, меѓутоа и други комисии каде што има мешовито учество на политички представници, граѓански организации и други актери од општеството. И зајакнување на независните институции кои ќе имаат овластувања да действуваат во интерес на граѓаните и законите, а наспроти очекувањата и интересите на политичките партии. Во однос на ажурирањето на избирачкиот список, од ГОНГ препорачуваат создавање единствена база на податоци на граѓаните во која ќе бидат генерирани сите податоци. За ваков централен регистар на граѓани се залагаат воедно и другите испитаници кои што ги имавме во истражувањето. Толку чисто како основа за дискусијата, понатаму ќе разговараме за деталите. Благодарам. Благодарам Билјана, благодарам Бојан. Сега збор ќе му дадам на Дарко Алексов, председател на граѓанската асоциација МОСТ. И моето прашање до него ќе биде поврзано со една теза која што имавме шанса да ја слушаме вчера од господинот Никола Тодоров, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, во неколку јавни настапи вчера, посочувајќи на конкретни одредби од изборниот законник, датуми и така натаму, тврдеше дека оценката дека не може да се стигне со прочистување на избирачкиот список на време за да се одржат кредибилни избори на 24 април тргнува од погрешна премиса, па објаснуваше дека пресметувањето на датумите се прави од моментот на распуштање на парламентот, а не од распишување на изборите, што се два различни института. Велеше дека спикерот Велјановски може неколку дена подоцна да ги распише изборите, па да се добие време за вкрстената анализа, дополнително и за теренската проверка. Тоа беше едната теза. И втората, дека теренската проверка може да оди паралелно со јавниот увид од страна на граѓаните на избирачкиот список и така практично до 24 април да се добие прочистен избирачки список. Алексов, вие во неколку наврати од името на вашата организација излегувавте со теза дека избирачкиот список е невозможно да се прочисти на време. Особено со оглед на тоа што дури еве во овој момент се уште не е почната вкрстената анализа на податоците од 10 институции, што е практично иницијална точка од каде што треба да почне проверката и прочистувањето на список. Благодарам. Паско, знаете дека ќе ме прашаш ова. Нема да должам многу. Само ќе се обидам да дадам прво пред да одговорам на прашањето едно мало интро, а тоа е дека од август месец МОСТ излезе со policy brief, кој што во областа на изборите беше појдобна точка во преговорите помеѓу партиите. 21 препорака од тој policy brief се инкорпорирани во моменталното законско решение. Прв пат го кажуваме ова на овој начин. Нема да должам многу околу тоа што направивме во периодов наназад. Меѓутоа, ќе цитирам 3 члена од изборниот законник заради една единствена цела, тоа е јавноста да има увид во сите аргументи кои што се поврзани со моментот на прочистување на избирачкиот список. Имено вчера Државната изборна комисија искочи со соопштение во кое што се уште констатираме, зборам за официјален податок сега, дека се уште се работи на прочистување, односно валидизација, нормализација и стандардизација на податоците од различните бази на податоци кои што се добиени од различните институции, што е супер. Значи, дојдено е до некаде веќе се унифицираат базите за да може да бидат операбилни за тие така наречени вкрстени проверки.
само колку уште еден момент да знаат и учесниците тука, станува збор за над 100 бази на податоци со над 1 милион, минимум над 1 милион дата сетови, односно досиеа за секој граѓанин, со различни варијабли. Значи, правиме муавет за огромно количество на податоци кои што треба да се стават во една линија, за да може да се вкрстуваат. Нема да должам многу. 5 март, па и да биде некој ден подоцна, ќе биде денот кога граѓаните, согласно член 49 од Изборниот законник, имаат право да појдат во подрачните единици на Министерството, односно на Државната изборна комисија сега, или да отидат на интернет страницата избирачки список gov.mk, а ги повикуваме меѓу другото да го направат тоа, и да ги проверат своите податоци. Па доколку не се како што треба, да отидат и истото тоа да го поправат. Со барање до подрачната единица или така наречените местни канцеларии, кои што за потребите на јавниот увид Државната изборна комисија ги отвара во секоја општина, бидејќи во оваа фаза имаат некаде 29 или 30 да речам локални канцеларии, а тие местни канцеларии се отварат во општините кај што ги нема. Сега, се е тоа добро до оној момент додека не дојдеме до членот 50 од Изборниот законник. Во членот 50 децидно е наведено кој може да влијае на содржината на избирачкиот список во периодот на јавен увид. Тоа се политичките партии под А и под Б граѓаните. Никаде не пишува дека институција како Министерство за внатрешни работи, самата Државна изборна комисија од самата себе може да го направи тоа. Нека се побара толкување од матична комисија у собрание, па на крајот и нека го сменат законот ако мислат дека ова може да се направи. Меѓутоа, тоа што е клучно во оваа фаза е моменталното решение вели на денот до денот на ставање на увид на избирачкиот список на граѓаните, институциите може да интервенираат самите од себе, а потоа граѓаните може да ги тераат институциите да интервенираат на база на јавен увид и на сите други работи. Со други зборови, членот 50 и членот 49 експлицитно го наведуваат тоа. И нема да навлагаме во правна дебата. И до сега институциите ниту биле во можност да го менуваат избирачкиот список во овој период, нити го правеле тоа. Ако има нешто ново што мораме да го направиме, тоа сепак треба да си го договорат политичките партии на крајот, а ние само кажуваме како било и како е решено во законот. Друга работа, од аспект на имплементација, спорам се. 14 години го правиме ова и знаеме дека работите и не функционираат така ефикасно и по сите планови кои што се поставени. Друга работа е што избирачкиот список, кога ќе почне да се укрстуваат податоците, во оваа фаза не знаеме колкава ќе биде количината на гласачи кои што, еве да речеме, ќе им бидат сумничави на, како се вика, членовите на Државната изборна комисија. Таму имаме членови кои што доаѓаат од политичките партии, вкупно се 6 и 3 експерти. И ќе се повикам сега на членот 31 став 2 точка 28ѓ од Изборниот закон, каде што е експлицитно наведено дека секој член на ДИК заради утврдување на недоследности во податоците на избирачкиот список и проверка на неговата веродостојност има право да побара од ДИК да ја овласти правната служба да изврши увид во евиденцијата на МВР за издавање на биометриски исправи, како и во базите на податоци и евиденции на граѓани на други државни органи и институции во постапката утврдена со законски, односно подзаконски акт и во рок од 5 дена да се врати назад со писмен извештај за наодите од таа инспекција на службените белешки. Секој член на ДИК. Што значи тоа? Тоа значи дека од аспект на имплементација, ова се мора да се случи пред теренската проверка. Ова треба да се случува на база на резултатите од вкрстените проверки што ќе ги прават трите тима независно еден од друг во рамките на оваа операција. Па ние може да имаме 10.000 барања
од страна на членовите на Државната изборна комисија за да се проверат службените белешки за секој од, да речеме, тие 10.000 гласачи. Може ќе бидат 100, може ќе бидат 500, ама во оваа фаза, тој обем никој не може да го предпостави. И затоа МОСТ нема да шпекулира, нити пак ќе влага во дебата дали може за 14, дали може за 20, дали може за 25 дена. Ова е фактичката состојба. Што правиме ако се многу, а знаеме што ќе правиме ако се малку. Меѓутоа е опасно да тргаме со презумција дека се малку. И трето и конечно. Ако не се спроведе ова операција како што треба, и ако членовите на Државната изборна комисија не бидат 100% сигурни во квалитетот на избирачкиот список, на база на искуството кое што пред некое време го видовме, а тоа е покренување на кривични пријави против членови на ДИК, на минати состави на Државната изборна комисија, јас искрено не верувам дека било кој од членовите ќе си дозволи да се сретне со нешто такво во иднина, доколку не е 100% сигурен дека квалитетот на избирачкиот список е производ на една методологија која што ќе се спроведе без притисоци, без брзање и без, кога велам притисоци, е притисок од време. Затоа, апелирам уште еднаш до сите политички партии да ја согледаат ситуацијава како што треба, да бидат реални и објективни и да ја поддржат Државната изборна комисија да си ја заврши работата како што треба. Затоа што за избирачкиот список се караме цели 14 години од кога ние почнавме да ја мониторираме ова, да речам, активност или овој процес демократски. Пред секои избори, секоја партија, посебно опозициона, го напаѓа избирачкиот список и вели дека не чини. Нема понатака да одам во детали дали чини или не, ќе си покаже тоа самата процедура, не сакам да шпекулирам, меѓутоа имаме индиции, имаме сознанија, имаме извештаи, има истражување еве направено, мора еднаш за секогаш да ја завршиме таа работа. Благодарам. Дарко, само уште едно прашање пред да одиме со другите соговорници. Иако мислам дека го даде одговорот, па сега колку и да ме обвинувате дека ќе поставам сугестивно прашање. Со ваков изборен законник, кој што практично вели дека паралелно со јавниот увид не може да тече и теренска проверка, дали евентуално, бидејќи и тоа е една од опциите кои што се споменуваат на масата пред политичарите, дали евентуално утврдување на нов датум, конкретно на 5 јуни, повторно може да ја доведе државата во ситуација како денес, па во еден момент некаде во средината на април, бидејќи или втората половина на април, бидејќи веројатно тогаш ќе биде рокот кога списокот ќе треба да се стави на јавен увид, повторно да се дојде во ситуација да се констатира дека избирачкиот список не е прочистен, затоа што и самиот рековте дека тешко е во овој момент во кој што се уште не е почната вкрстената проверка на податоците да се прави проекција колку навистина ќе треба за да се заокружи целиот овој процес. Добро, не е сугестивно, е политичко прашање. Ама ќе се обидам да одговорам. Ако почне, значи експлицитен изборниот законник, ако почне контролата на вкрстената проверка денеска, ние можеме да дадеме поддршка дека нешто би се стигнало до 5 јуни само во моментот кога ќе видиме колкав е обемот на податоци кои што ќе треба теренски да се проверат. Се друго во оваа фаза би било шпекулација. Значи, се друго во оваа фаза би било или навивање за едните, навивање за другите, а грбот малку не боли овој период од тоа дека навиваме за овие или за оние, искрено ќе кажам на цела јавност, не допира до нас затоа што си ја работиме работата професионално и се грижиме за процесот. Затоа нема да шпекулираме, ќе чекаме да видиме колкав е обемот на теренски проверки што треба да се направи, а потоа можеме да правиме муабет за тоа кога и како е најлогично да се спроведат изборите. Ова не е нов став, ова е став кој што е кажан на 20 јануари кога видовме колкави се пробивањата на сите рокови. Значи, не е ништо ново што го кажувам во моментот. Благодарам. Сега,
Збор ќе му дадам на Филип Стојановски од Метаморфозис. Мислам дека е логично подарко. Филип, бидејќи има една своја експертиза во смисла на тоа што значат бази на податоци и зошто е тоа толку комплицирано да почне, бидејќи 2-3 недели јавноста е бомбардирана со информации секој ден. Утре почнува, денес се тестира системот, иако еве никако да почне. Очигледно дека оваа фаза за која што зборуваше и Алексов на стандардизирање и валидизирање на базите трае. Може ли малку по-конкретно да ни објасните практично и да додадете дел аргументи за ова што и Алексов зборуваше, за комплексноста практично на тој процес? Благодарам. Навистина, ние тренуваме од поидобна основа во моментов, во која што институциите се прилично нетранспарентни и ние прво треба да утврдиме дека не знаеме огромен број на податоци за целиот процес. Она што се прави како процес на прочистување на избирачкиот список, една од фазите, клучна, почетна, е прочистување на тие бази на односно на самиот список, односно утврдување дали лицата кои што се на тој список навистина заслужуваат или не да бидат на тој список. Дали тука спаѓаат лица кои што починале, умреле, така што ако датумот на нивната смрт е веќе утврден, тие треба автоматски да бидат избришани. Дали се тука лица кои што гласаат би требало по закон да гласаат во некоја друга изборна единица, например, лица кои што емигрирале од земјата, не се пријавени како такви во рамки на избирачкиот список, така што може би некој гласа тука за нив и слично. Или пак има фантомски гласачи, лица кои што добиле лични документи преку криминални действија, не по закон, и кои што едноставно не смее да бидат таму како такви. Она што го знаеме е дека во изминатите неколку години, слично како што се прават дебати во врска со самиот избирачки список, имаме еден процес на воспоставување интероперабилност во рамки на институциите. Тоа е еден термин кој што го користат информатичарите и луѓето што се бават со информатичка технологија, да означат воспоставување на комуникација помеѓу различните регистри кои што ги поседуваат институциите во Република Македонија и непречен проток на информации меѓу нив, кој што, доколку постои, би го направил споредувањето на тие бази многу едноставно, практично. Кога би имале интероперабилност, самото прочистување на базите би се одвивало секојдневно, така што не би имало потреба од еден така да кажеме епски напор кој што треба да се направи во даден момент, па да се опфатат сите регистри и тоа да се направи во некаков пресуден момент. Она што го знаеме е дека Метаморфозис како организација, како и некои од другите организации што се тука, меѓу кои Институтот Отворено општество, уште со воспоставувањето на Националната стратегија за информатичко општество во 2005 година, како и низа други активности кои што следе од тоа, акцијски планови, нови стратегии во одредени области како за влада и слично. Овој концепт на интероперабилност беше едно од најнормалните чекори кои што би требало да се воспостави. Дури и нашата тековна владеачка партија ВМРО-ДПМН во програмата од 2011 година го имаше најавено како проект од оние програма во 100 чекори, дека ќе се воспостави интероперабилност, со кој што ќе се воспостави работен систем на комуникација на државните институции една со друга и дека тоа ќе се одвива максимум до мај 2015 година и со одвоен буџет 2 милиони евра. Во меѓувреме имаше низа проекти кои што следе, а исто така пропуштив да кажам дека улога во целиот тој процес имаше и поддршката од американскиот народ преку USAID,
која што, на пример, преку проектот влада уште во 2010 година, тоа го спроведуваше и Метаморфозис во таа фаза, направи соработка со Министерството за информатичко општество, со носење на странски експерти од Америка, кои што заедно со локалните функционери и државни службеници го направија тој план како да се одвива тоа и врз база на тоа беа направени овие проекти кои што требаше владата да ги спроведе. Оно што го знаеме е дека во меѓувреме имаше низа други проекти поддржани од други донатори, на пример од Европската унија, во кои што интероперабилноста беше една од целите. Така преку програмата ИПА за 2009 и 2010 година, значи тоа се пари кои што или се потрошени, тие проекти мора да бидат завршени, или се пропуштени. Може би Бојан може да каже повеќе на таа тема, но она што го знаеме е дека, например, преку програмата ИПА за 2009 година, имавме неколку проекти кои што или се однесуваа на постигнување интероперабилност во рамки на одредени институции, како што е, например, Царината, или на повисоко ниво во рамки на Министерството за информатичко општество, како основа за потоа тоа да се спроведува и во целиот државен апарат, односно да се изгради системот на влада. Состојбата која што имаме сега е дека доколку би имале постигнато тој степен на интероперабилност, би било релативно едноставно да се направи тоа. Од информации што ги добивавме преку медиумите, имаше разни информации, непотврдени. Би било супер ако институциите, меѓу кои ДИК, бидат малку по-отворени и по-детални во своите објаснувања. Се покажа дека некои институции не дале целосно бази, некои институции дале бази кои што недостасувале делови или слично и едноставно не можело до овој момент да се спореди. Вчера имаше информација дека ДИК нема капацитет во однос на информатички потенцијал, дека го обновуваат огласот за информатичари, а исто така имаме и ситуација во која што приватни фирми, кои што можеби се поврзани со одредени индици за поврзаност со лица чии што дејанија потпаѓаат под надзор на специјалното јавно обвинителство, може да бидат инволвирани во разни фази на ова броење, споредување и слично. Така што, она што можам да го пратам како порака е дека не знаеме доволно и мора да го надградиме тоа знаење ако би требало да функционираме како нормално општество. Не треба транспарентност и отчетност на институциите и за тоа што требало да се направи и за тоа што тек треба да се направи. Добро, благодарам. Филип, Џабир, специјалното обвинителство на пресконференцијата на кое што објави отворање на 3 истраги на интересната таа или насловена Титаник, рече дека меѓу другото во основите на постоењето на сомневање за како тие го квалификуваат делото злосторничко здружување заради целосна криминализација на изборниот процес со цел останување на една партија на власт и на централно и на локално ниво, дошле до факти, до аргументи, до сознанија, до докази за 15.000 нови матични броеви, но не на новороденчиња, туку на веќе постоечки лица, 35.000 издадени лични карти кои што биле неподигнати од барателите и 60.000 нови македонски државјанства без дополнително објаснување што значи тоа, но во контекст на сомневањата, веројатно повторно поврзани со можност за изборна злоупотреба. И сега кога сето тоа ќе се собере, се доаѓа до една фрапантна бројка од над 100.000 како да ги наречеме, можеби сомнителни внесови на избирачкиот список.
Не беше до крај јасно обвинителството, дали ова сето може вака аритметички да се собира и така да се дојде до евентуално проблематичниот број на гласачи на избирачкиот список, но еве, веројатно ние како јавност имаме право да водиме дебата во таа насока. Вие како цивил на последните изборни циклуси излегувавте со сознание од вашите наблюдувачи на терен. Мислам дека едно од највпечатливите беше на ваш наблюдувач во Кисела вода или така нешто на избирачко место, кога, да, во општина Кисела вода, кога пренесовте негово сведоштво дека му испаднале од джеп 5 лични карти или неколку лични карти и дека практично никој не одреагирал, дека тоа лице си гласало, си заминал уредно од гласачкото место и тој случај остана само во вашите извештаи и не беше процесуиран од институциите. Дел од сознанијата водат и кон тоа дека веројатно постоеле паралелни избирачки списоци. Ако навистина едни исти луѓе гласале на две или повеќе избирачки места, списокот кој што го добивале на увид политичките партии бил различен од списокот кој што го имале избирачките одбори на гласачките места, што би се рекло, веројатно МВР имал еден список за политичките партии, а еден кој што на денот на изборите бил на избирачките места. Па еве во овој контекст може ли да ни кажете малку повеќе и да не подсетите можеби на дел од вашите сознанија и да дадете придонес во оваа дебата? Благодарам, Васко. Одличен пресек и добро подсетување на тоа што го правевме во минатите години, но ние тоа го правиме и во моментов. Можам да кажам дека во цела Македонија во моментов се водат околу 30 случаи во кои има јасни индиции дека произлегуваат од криминално манипулирање со изборниот процес, вклучувајќи го и криминалното манипулирање со избирачкиот список. Тоа се импликации. Се разбира додека да дојдеме до конкретни јасни сведоштва и податоци и документи, за тоа не можеме да излеземе во јавноста. Иако до сега во изминатите година дена би рекол излеговме со над 50 случаи во кои овие состојби се илустрираат, меѓутоа одиме на тоа да го заштитиме идентитетот на граѓанките и граѓаните кои се одважуваат да зборуваат за нас со тоа што ги објавуваме сториите, замаскирани, така да кажам, за да не ги наведеме оние што се засегнати да извршат притисок врз него. Специјалното јавно обвинителство во својата маестрална, навистина, работа која досега за толку кратко време ја извршија, дојдоа до едно храбро соопштение, храбро велам заради тоа што во ова денешно време и да се проговори, дури и да се мисли различно од курсот на владата или на властодржците е храброст. И конечно, за жал, ги потврдија нашите долгогодишни наоди, анализи и препораки. Впрочем, во нашите извештаи можеше да се забележи не само тоа дека човек му испаднале 5 лични карти. Имавме случаи во кои човек гласа за 30 луѓе во исто време. Понатаму, имавме случај кој неодамна го расветливме, речи си докрај, иако го чуваме се уште идентитетот на нашиот соговорник, но го имаме и снимено на камера, за потполна веродостојност, ги имаме снимено на камера и документите со кои ги подкрепува своите искази, кој открива дека на гласачкото место доаѓа едно лице со лажна лична карта и гласа. Наспроти повикувањето на избирачкиот одбор, наспроти тоа што избирачкиот одбор повикува полиција на помош, полицајецот на лице место таму пресудува дека тоа лице има право да гласа и дека откако ќе гласа, после тоа може да се преземат одредени мерки.
Во моментов истражуваме податоци за тоа дека, и се надевам дека ќе дојдеме до разрешница на тој случај, во кои стотици луѓе со лични карти, кои им се двојни, тројни, гласаат на повеќе различни места во неколку општини во еден регион во Република Македонија. Исто така доаѓаме до податоци дека и сведоштва за тоа дека луѓето кои гласале еднаш со или повеќе пати со двојна или тројна лична карта или троен идентитет, потоа доаѓа известно лице и ги собира тие идентификациони документи, односно лични карти, и ги уништува. Се надеваме дека ќе дојдеме и до снимка на таков материјал, но во секој случај, буквално секој ден, ако не и секој час би рекол, затрупани сме од информации, од дојави од граѓанки и граѓани за тоа дека манипулацијата со изборниот процес е секојдневна и таа дури трае додека јас и вие разговараме тука. Исто така, една од главните алатки со кои се манипулира изборниот резултат во целост, како што нели специјалното јавно обвинителство кажа дека со криминално здружување се оди на тоа да се манипулира изборниот резултат, е токму избирачкиот список. Избирачкиот список со години наназад е претворен во лавиринт од најразлични грешки кои многу често изгледаат наивни на прв поглед. Меѓутоа, ни оддалеку не се наивни, туку се направени со план и со строга математика, со строга методологија. Впрочем, во избирачкиот список вам ви се наоѓаат луѓе кои имале и обуки, странски државјани се, односно веќе не се странски државјани, биле странски државјани допред локалните избори во 2013 година, имале обуки во државни згради, во згради на државата, во згради на сите граѓанки и граѓани на Република Македонија. Имале обуки за тоа како треба да се однесуваат, кај треба да влезат, како изгледа избирачко место во Македонија, како треба да му придат на местото и што треба да кажат каде живеат, дека треба добро да научат како е името, презимето, адресата во лажната лична карта и потоа да гласаат. И тоа се случувало, значи, на влез во Македонија, во првата општина, потоа во втората општина, во третата општина, во Скопје, во неколку општини. Сакате во Бутел, потоа во Аеродром и потоа во легендарниот центар. Тоа е накратко една ситуација која навистина, ако ја погледнете, еве и од моја позиција, како човек во една граѓанска организација која се занимава со човекови права и слободи, а со тоа и се акредитира за наблюдување на изборите, е фрапантно. Меѓутоа, морам да кажам дека секој ден кога сум во допир со овие материјали ме фаќа и помалку срам, бидејќи навистина е срамно колку дрско се манипулира со се што може да претпоставува демократија, односно изборен процес. И на тој начин се доаѓа до нелегитимно место во владењето на централно и на локално ниво. Сакате локални избори, украдени во голем дел, и сакате на ниво на парламент, односно влада, сакате на ниво на председател на држава. Секаде имате катастрофални промашувања оваа земја да искаже малку демократски капацитет за да дојде до слободни избори. Тоа секако дека е еден огромен материјал кој е добро класифициран, анализиран, му стои на располагање на секој што сака да спроведе некаква правда и се разбира на располагање на јавноста. Ако се сеќавате, веќе година дена од јануари минатата година, како што го наблюдуваме целиот процес, ние практично на дневна основа излегуваме со нашите наводи и анализи и препораки.
Благодарам многу. Господинот Дончо Герасимовски е поранешен директор на Заводот за статистика, експерт за демографија и таа корелација попис избирачки список често е присутна при поставувањето и отворањето дилеми во врска со големината особено на избирачкиот список, па честопати се посочуваат примери на населени места во кои што имате поголем број запишани избирачи на избирачкиот список отколку жители во самото населено место. Ова истражување на НВО Центарот и на Македонскиот центар за европско образование се занимава со таа корелација и се обидува да даде одговори на дел од овие дилеми. Па сега еве уште еднаш проблем ли е тоа што немаме попис поврзано со квалитетот на избирачкиот список и на каков начин се поврзани овие две работи. Добро. Благодарам. Во самото истражување, во изминатиот период од започнувајќи на следење на изборите, одржавава од 90-тите години, да речем, секој се поставува прашањето на поврзаноста на податоци од попис со избирачкиот список. И денеска е тоа присутно. Во нас се што е правено во изминатиот период и од она што се настојува денеска што се бара, секако пописот е во функција на споредување, изработка, согледување на состојби и така натаму во однос на она се што се наоѓа во избирачкиот список. Следејќи ги тие состојби во подолг временски период, од избори во избори, малку зачудуваше фактот на бројот, точно тоа, на појавените избирачи во избирачкиот список во однос на бројот на населението. Меѓутоа, покрај неминорноста, треба да знае јавноста, тоа на неколку пати е потенцирано, во однос на законските определби, во однос на методологијата, во однос на белесите кои што се прибираат со попис и она што треба да биде во избирачкиот список. Во тој контекст е многу значено и битно затоа да се има попис, за да може да се согледат одредени состојби. И покрај вела методолошките разлики. Временскиот период затоа е подолг и во функција на избирачкиот список, на изработката и така натаму, јас од она што не е спроведен последниот попис од 2011 година или за мене лично реков пред да се спроведе дека нема да се спроведе ќе пропадне, тоа за жал и се оствари, е согледувањето и споредбата на избирачкиот список, а можностите ми беа такви да редовно го следам и го гледам избирачкиот список, па до негде 2006 година, односно до формирање Државната изборна комисија, бидејќи во институцијата кај што работев, тоа се согледуваше катадневно и од она што требаше да се види се согледа. Сите појави со овие соговорници кои што сме тука присутни, се слагам, има многу активности кои што секако може да се набројуваат и да се кажат од аспект на споредбата и изработката на истиот, во кој што сите надлежности и проблеми се присутни во Министерството за внатрешни работи, од она што го дава како податок, што се е присутно внатре, за да може да се спореди со попис од методолошките основи, разликите се големи во однос на бројот на население и бројот кој што го се појавува во избирачкиот список на бирачи, да негде од прилика таа бројка околу 89% е многу блиска до она што е присутно. Точно е тоа дека во одредени општини, во одредени региони и населени места имаме поголеми бројки кои што се појавуваат или паралелно едни со други да се истоветни со бројот на население и број на бирачи. Тука да сме секогаш начисто дека во пописот согласно методологијата и стандарди и она за што пропадна пописот во 2011 година се однесува пописот население присутно во земјата. Тоа значи население кое што присутно во земјата и население кое што е надвор од земјата на работа во странство, во други земји, од други континенти, во Европа или најмногу до 12 месеци. Се што е над 12 месеци, тоа население не влегува во контингентот на вкупно население во земјата. За разлика од това, од методолошки и законски определби е во избирачкиот список
влегуваат сите државјани на Република Македонија со наполнети 18 години возраст и право на глас и така натаму. Од тука се појавуваат одредени разлики кои што ги имаме. Меѓутоа суштината е малку подлабинска и во сите анализи, сите што занимаваме со овие појави е следна. Ние не правиме некоја длабинска анализа да споредиме нешто што се појавува од еден до друг временски период, од еден до друг избирачки циклус, независно на кое ниво е, дали се локални, председателски, парламентарни и така натаму. Бидејќи има енормни разлики во самиот избирачки список, што доведува точно во дилема на она што денеска се појавува. Велам, искуството е богато и велам суштината затоа е присутна во Министерството на внатрешни работи од она што им е издавано, од она што се почна со изјавата на премиерот дека брзо би се направил електронски попис, што за мене кажа веднаш една изјава дека е тоа тешко, остварливо, за да може така да се направи. Не би говорил повеќе кои се модели постојат во однос на спроведување на попис, комбинирани со регистри, без регистри, во циклуси, традиционални, кои се финансиски средства, кадровски прашања и така натаму, за да се добие. Но присутното е тоа дека само на таков начин, или она што се предлага сега со теренска проверка, по сето она што е претhodно говорено, на што е задолжение на Државната изборна комисија, кој што постојано сум упота, ги знам нивните и кадровски проблеми, ги знам нивните и технички проблеми во однос на кадровската покриеност со стручни лица, во однос на техничката опременост, во однос на кадровските лица кои што работат таму со еден, двајца луѓе, тоа секако не се постигнува. За да на крајот Државната изборна комисија го верификува тој избирачки список кој што е даден натри кој што ги има. Искуството говори сосема нешто друго, деновиве што се прави во базите на податоци на споредба со повеќе институции. Ние негде уште јас учествував во донесување на првиот закон во државна статистика заради формирање на статистички систем во земјава. Сите меѓународни препораки во минатото и денеска се базираат на споредливост на податоци во однос на исти законски, методолошки, базни податоци кои ќе можат да бидат споредливи меѓу себе. Затоа не случајно и пописот се спроведува на 10 години, заради споредливост на сите земји во светот што спроведуваат попис. Заради тоа се прави и стратегија за спроведување попис. Во учеството на донесување на препораки за попис 2006 година во Париз во јуни месец, на кој што ги усвоивме препораките за сите земји на ЕЦ регионот во Обединетите нации, во 2007 година во Република Македонија се направи стратегија како да се подготви, реализира, обработи и дисеминира пописот. Тоа значи беше временски период кој што сега малку ми е чудо невидено како би се спровело од изјавата на премиерот или како Државната изборна комисија би го направила за тоа за 3 дена. Нонсенс. Тука кажа, не е возможно од следниот аспект. Дали сите институции во земјата на кои што се вара компарација на податоците и споредливост ги следат по исти критериуми, по исти дефиниции, по исти стандарди. И сега кога ќе се споредиме, во деновиве денеска, вчера, од она што се случува и во Државната изборна комисија, кои ќе дојдат разликите, ќе видите дека се многу големи. Абсурдите го дава следното. Абсурдите го дава дека ние сите знаеме од она што редовно се следат и од невладени државни институции колку може да има на еден куќен број домаќинства и членови и сето тоа. Во Скопје негде се претпоставува дека има преку 100.000 веројатно гласачи ќе се најдат кои што се на исти куќен број од над 15, над 20, над 30 избирачи во еден куќен број. Нека биде објект од куќа. Нека живеат и 2-3 породици. Кој е тој простек денеска од 2,8, 2,1 или проста репродукција нема на население да има 30, 40, 50 или 60. Тоа се аномалиите кои што ги има во избирачкиот список, спредени со попис, веламе нонсенс. И на крајот само да кажам, заради зголемениот број или големиот број на избирачи во избирачкиот список за разлика од населението кој што се појавува според дефинициите и стандардите е следно. Ние не знаеме колку точно население од институциите во системот кои што не функционираат се во странство, односно на работа на привремена ги крстиме, кои што имаат лични карти. И што е сега споредбата? Вие сте имале 3000 во 2011, 8015 во 2013, во 2014 30-50.000. Сите тие граѓани, државјани се наоѓаат во избирачкиот список. Државната изборна комисија не знае кои се тие. МВР како институција и таа не знае за вкупниот број и ги стават во избирачкиот список. Доколку некој сака да гласа, тоа е точно активно, теренско и така натаму, ќе отидете вие. Земете во параметрите и на
бројот на населението и во бројот на бирачите, што викаме не, него излезеност. И утре прераспределување на бројот на бирачи по изборните единици е од лабинска анализа на повеќе параметри. Во која насока? Па видите вие колку излегуваат, примерно во изборната единица 6 на гласање, колку гласани, се испод 50% во поедини општини, така на. Што покажува тоа? Тоа покажува тоа точно на разликите на населението и избирачите кои што има избирачкиот список. Тие што се надвор од земјава, значи ги треба да се пријават во Државната изборна комисија, да се извадат од избирачкиот список, кој што е валиден и ќе го верификува државната пред и да го верификува ќе се најавен вид, да се стават во оние бирачи кои што ќе гласат надвор од земјата. Меѓутоа, слушаме од Обединетите нации, од Евростат, над 600.000 се надвор. Колку се јавуваат 15, 20, 30.000 во тие избирачки списоци кои што се занесени во земјата. Колку ќе гласаат натре, добро претходно кажа малку население, од нив во поедини места има дури гласање од 80-90%, а јавноста, граѓаните, соселаните знаат дека тоа население е надвор од земјата. Кога гласали и како, тоа е сосема нешто друго прашање. И на крајот пак да повторам дека неминовно, исклучително е потребно да се има попис, за да можат сите овие паралели да се направат. Со сите параметри кои ќе се прават и денеска на споредливост на податоци, значи може да се дојде до многу почист, покоректен, пообјективен, пореален избирачки список кој ќе биде задоволство на граѓаните, на политичките партии, на власта и така натаму, кои што можат да дават доверба. Меѓутоа, точно е тоа дека тоа не се прави во ваков временски период, мислам со ваква временска динамика, бидејќи однапред се определуваат одредени рокови и динамики. Кажав, не знаеме што утре и задутре ќе се открие со вкрстувањето на податоците во овие бази на податоци. И морам да потенцирам уште две-три работи сосема накратко, од она што е како појава, дека едно исто лице со различни броеви, со иста слика, на појава стара индикација на недоверба. Во еден објект да живеат на исти куќен број кои што не се во стройство, кои што го знаеме сите, меѓутоа се даму 20, 30, 50 избирачи кои што ги има внатре. Но, споредбата сега која се би се правила на спарувањето на базите на податоци, може да се каже следно. Дали тие што се во избирачкиот список имаат склучени некои договори, тоа може само преку Министерството за внатрешни работи, за закуп, имотен лист и така натаму што е присутно. Дали се во фондот за пензиско и инвалидско пријавени, дали во управа за приходи плаќаат даноци. Тоа се елементи, критериуми, параметри на кои што ова вкрстување, односно споредување на податоците во овие бази, ќе одлече многу време, ќе бара многу стручност, дефиниции и така натаму. Во попис може да го има, меѓутоа избирачки список е појавата која што е нешто друго и од тука сметам дека во овој временски период, за ваков временски рок, нејавен увид што сака нека биде. Пример имаме сите, лично јас во станот кај што живееме, 20 и неколку години е купен, во мојот стан уште се водат тие што го купи станот собственици. 100 пати имам пријавувано во полиција, во список, истите стојате лично кај мене. Според тоа, значи не е веродостојно, каде тоа лице се појавува на други места, кој ќе го открие. Значи затоа треба надлабинска анализа. И на крајот суштината е секогаш подобро да почекаме одреден временски период, за да се тоа како појава се среди, за да може да имаме навистина таков список кој што е веродостоен. Роковите се секогаш оптимални, меѓутоа кога хармониката се шири и се совира. Ако ние попределиме веднаш рок, а после овие 2-3 дена, 5 откриеме низа од овие појави што се присутни, и отприлика што ги знаеме се што се случува, е тешко да може да за месец-два, јас велам објективно, се средат. На крајот, неслучајно препораки за попис се носат 5 години пред спроведување на истите. Ради сето ова што треба, ние сакаме за 3 дена и 5, ќе ги споредиме и ќе ги најдеме. Така да има аномалии во избирачкиот список, има појави од цијасет активности кои што се направени и сето тоа е присутно. Благодарам. Добро, ви благодарам многу. Господинот Алексов треба да замине пред време, ама ќе ви искористам само кратко. Референтната база со која што ќе се споредуваат базите од другите институции е она на МВР. Но еден од двата правилника за методологиите за проверка и прочистување на списокот
предвидува и само проверка на базата на фотографии во МВР. Дали имате сознанија дали тој процес тече, бидејќи беше предвидено паралелно со вкрстената проверка да оди само проверката на фотографиите во МВР? И второ прашање, и во писмото на амбасадорите на ЕУ и САД, меѓу другото се бараше до 19 февруари да постои јасна легална основа за начинот на кој што ќе се бришат спорните внесови во избирачкиот список и се разбира дополнето тоа со понатаму јасна, транспарентна, жалбена постапка за оној кој што ќе биде избришан да може евентуално да се жали за повторно да биде вратен и сето тоа под мониторинг на ОПСЕ. Постои ли јасна одредба, бидејќи во меѓувреме ништо, никаков пропис или закон не се менуваше за евентуално да се обезбеди такво нешто ако веќе не постоел? Благодарам. Значи, на првото прашање, постојат системи на face recognition, се века тоа. Дали колку квалитетот на сликите кои што се во датабазата на Министерството на внатрешни работи дозволуваат нешто такво, во оваа фаза стварно ќе биде неблагодарно и шпекулација да кажам било што. Дали тоа може да се спроведе исто така, ќе кажам, не знам. Тоа што знаме дека кога почнавме да заговараме активната регистрација на гласачи во август месец, беше малку тензично од аспект на тоа како тој Automatic Fingerprint Identification System, така наречениот фамозен АФИС, би функционирал, дали би функционирал и дали би можел да издржи толкав внес за да прави вкрстени проверки, за да може еден човек на едно место да се пријави, и тука ќе застанам со одговорот. По второто прашање, во овој момент, тоа што значи дозволуваат моменталните законски решенија е бришење на податоците на барање на некоја институција на база на управна поставка. Односно со помош на управниот суд. Во оваа фаза. Тоа што ние го имаме согледано како опција. Поради тоа уште пред еден месец рековме дека сите овие работи мора да се констатираат за да може да имаме оперативно собрание, значи пред овој период, и за тоа е и оставена до 19 февруари датата за оценка, за да има 5 дена доколку се завршеа сите овие работи, зборам за вкрстените проверки и се останато, за да може да се знае дали треба да се прават законски измени и да може законските измени да ја следат потребата за бришење на гласачите од избирачкиот список. Во управна поставка треба да се изјасни управниот суд. Таму па има дополнителни рокови, дали тоа ќе бидат индивидуални случаи, значи нешто што и господинот Герасимовски го спомна, многу е важен моментот на тоа колку се почитувани одредбите од Законот за живеалиште и престојувалиште. Во одреден број од овие аномалии кои што сите ги знаеме, е непочитување на тој закон. А таму имаме па постапка која што управната служба во склоп на Министерството за внатрешни работи ја спроведува. И од тука се трга со презумцијата дека единствено нешто што може да со кое што може да се влијае е да се предизвика управната постапка за некој човек да добие живеалиште и престојувалиште и аналогно на тоа да добие лична карта. А за тоа треба да се произнесе суд. Сега, вие кажете ми колку време ќе треба за тоа. Значи, ја нема да шпекулирам, пошто не знам. Не знам колку трае една управна постапка, веројатно траат. И ако имате управни постапки за многу граѓани во таа приказка, за колку време тоа може да се заврши? Токму поради ова не може да се тера теренската проверка паралелно со јавниот увид. Токму поради ова. Затоа што ти како граѓанин може да се провериш и да речеш добро, тука сум, а теренската проверка да даде налог на управен суд или барање до управен суд да ти избришат. И ти после завршување на јавниот увид може да не си више во избирачкиот список. Ме разбирате? Значи, за тоа овие два процеси не може да се укрстат и да се преклопат и едниот да тера паралелно со другиот. Тука е клучниот проблем. Поради тоа, колку време ќе треба за управната постапка, не знам. Дали тоа ќе оди во блокот гласачи, дали ќе оди индивидуално за секој гласач, тоа во оваа фаза не е пропишано прецизно. Добро, благодарам.
Ви благодарам за придонесот во дебатата. Ќе ви извиниме, да. Ја би сакала само да го искористиме присуството на сите кои што се тука, затоа што сега во јавноста се повеќе шпекулации има кои би биле можните решенија токму околу бришењето на или третманот на оние кои што се сомнителни во избирачкиот список. И сега некои варијанти се слушнаат дека можеби, затоа сакавме да отвориме дискусијата и во таа смисла, дека едната варијанта е, не знам, од ДИК тоа да се префали во МВР, па потоа МВР да ја води целата постапка. Понатаму има дискусија дека веројатно, односно де факто ние создаваме нов избирачки список, па да се даде правото на ДИК да не впишува сомнителни, односно да се турка процедурата и да се заврза тој процес. Дали овие некои опции воопшто се во игра? Колку сте ви информирани, бидејќи многу малку имаме официјални информации, а би требало да тече јавна расправа околу тоа кои се можните решенија за спроведување на вистински солидна постапка за бришење на оние кои што се сомнителни. Заради тоа што ние сега се фокусираме само на вкрстувањето на податоците, прашањето е теренската, но уште поголема, ако не и најголемо прашање е токму што со оние кои што ќе бидат сомнителни, така да ги наречам. Значи, само да накратко. Дали МВР ќе ја покрене управната постапка, дали ДИК ќе ја покрене управната постапка мора да има доколку не решат да сменат некој закон. Ама во оваа фаза Државната изборна комисија може да предизвика било каков упис согласно новите законски измени во изборниот законник и доделата на нови ингеренции на ДИК. Тоа значи дека ако сега Министерството за внатрешни работи ја извести ДИК дека во избирачкиот список се ново запишани, зборам пред јавниот увид, кога им го даваат списокот за јавен увид, кога тој Државниот завод за статистика методолошки го обработува, кога ќе им достават на ДИК број на ново запишани гласачи, Државната изборна комисија може да побара досие за секој од нив ладно, што не беше случај во минатото. Значи, тука е зголемувањето на ингеренциите на Државната изборна комисија. Значи, тоа е, да речеме, првата она сигурносна точка од каде што Државната изборна комисија може да го брани интегритетот на избирачкиот список. Сега, за моменталните вносови во избирачкиот список кои што се актуелни и се, да речеме, луѓето со лични карти, тука прво мора да ги земеме во предвидимите уставни права и презумција дека се сите добри. А ако се утврди дека има промашена процедура во постапката на издавање на документи или утврдување на живеалиште, престојувалиште или државјанство или не знам уште што не може да искочи од сето тоа, во таков еден случај, во оваа фаза, со овие законски решенија може да се оди до управен суд. Кој ќе оди до управен суд, тоа искрено не знам, меѓутоа само тоа е чарето во оваа фаза. А колку ќе траат тие постапки, тоа никој не го знае. Значи, јавноста треба да знае дека ова е само еден почеток и не збориме пристрасно и уопште не ме интересира кој што понатака ќе кажува на оваа тема. Ова не се завршува до 5 април. Тука е, односно до 5 март. Тука е проблем. А до кога ќе се заврши, зависи од обемот. Тоа е тоа. Благодарам. Добро. Па добро, до она што претходно беше кажа, до она што најде во однос на бришењето се потребни постапки. Тоа е секако при испоредување на нашите гласови. Меѓутоа едно е јасно. Се вкупнала документација, неиздадени документи се наоѓа во Министерството за внатрешни работи. Документацијата за секој лице по кој основ, зашто и како им е додадена лична карта на одредена територија, на одредена улица, куќа пренаселено место и така натаму е во Министерството за внатрешни. И сметам, од сето она што е присутно, тој што е издал, тој ќе треба да бише. По сите спроведени постапки, судски, законски, незаконски, Министерството за внатрешни работи ќе биде надлежно што ќе треба да изврши бришење на оние сите што ќе се откријат со теренски било каква проверка дека не треба да стојат во избирачкиот список. Врз основа на што и денес, кога речеме, пред малку кажа да издаде една лична карта, нови, меѓу два круга. Сега не зборам што се случи меѓу првиот, вториот или третиот. Работеше 24 сати, МВР се издава лични карти. Од Паланка дојде во Газибаба, од Газибаба дојде во Центар и така натаму. Значи некој го издал тој документ. Врз основа на што? Па дајте да прокопаме малку во таа документација, да видиме како тие лични карти по теренска проверка и така натаму што се откриени, може, односно по кој основ се издадени.
Добро, благодарам. Еве на некој начин јас моите прашања ги исцрпев. Дебатата е отворена за сите присутни, за дел од дискутантите исто така можат да се вклучат. За мене исто така една од дилемите, ние мислам дека поаѓаме од како се вели предпоставката дека ДИК ќе има однос кон наодите како кон факти, но за мене е дилема дали, да речеме, 5 гласа во ДИК можат да кажат дека фактите не се факти. И мислам дека тој ризик исто така постои, така што, да речеме, евентуално наодите од вкрстената анализа, иако ќе бидат врз основа на 3 независни една од друга анализи, од 3 различни фирми правени, на крај да бидат спорени на седница на ДИК, па 5 гласа да кажат не, наодите не се тоа и нема спорни внесови, повели Бекова. Да се надоврзам, јас многу отворени прашања има околу избирачкиот список и воопшто околу ДИК. И затоа претпоставам дека навистина ќе биде неблагодарно да се дискутира за какви било датуми пред ние да знаеме ова ти што го спомна, значи воопшто кога ќе се вкрстат податоците да видиме што ќе добиеме. Каква ќе биде ги колкава теренската проверка? Прашањето исто така дали ДИК има доволно тимови тоа да го направи. Од друго прашање кое што се отвара околу работата на ДИК е исто тоа што на 26 април истекуваат и мандатите на општинските изборни комисии. Што со тоа? Прашањето кое што останува отворено е екипирањето на ДИК. Се зборуваше и се инсистираше на постојани вработувања, сега гледаме дека имаме времени вработувања, па некои конкурси се повторуваат затоа што нема доволно, едно е тоа што нема доволно кадри, друго е прашањето на квалитетот на оние кои што ќе се пријават, посебно во делот на ИКТ, односно на информатичко-компјутерски, односно комуникацијските технологии, какви кадри ќе добиете за таа плата и за до 31 декември, кога знаеме дека има невработени односно многу малку има луѓе кои што се невработени во оваа индустрија. Исто така останува прашањето со правната служба на ДИК, така што илузорно е веројатно да се зборува за какви било датуми во овој момент, а не пак да се договараат според мене и избори евентуално за после 24 април. Слично. Благодарам. Дали некој друг сака да се вклучи во дебатата? Не, мислам дека можеме да ја приведуваме кон крај. Да, ајде. Може, сепак треба да се знае дека ингеренциите на Државната изборна комисија по сите овие активности е доста големо значење и така натаму, согласно законските одредби, но на крајот од она сето што го говориме и сето што го дискутираме во однос на изработкање на вистина квалитетен, веродостоен избирачки список кој ќе биде прифатлив за сите, на крајот го верификува, го потпишува Државната изборна комисија. Доколку Државната изборна комисија не ги заврши активностите и не се најде во таа улога дека тој е веродостоен, тој е коректен, тој е задоволство на сите граѓани по сите извршени увиди, што ќе се случи тогаш? Значи сите рокови автоматски се поместуваат. Последниот збор го има Државната изборна комисија на потпишување, доколку тој не се верификува и не се потпише, дека може да и во постапка не може да се одима на тамошни активности.